Македонското земјоделство нема да може да се развива без сериозни инвестиции во заштита и нови технологии како мерка против климатските промени. Експертите укажуваат дека елементарните непогоди како сушата, поплавите, мразот, градот во неочекуван период од годината ќе зачестат. Како што посочуваат упатините, има разни механизми со кои земјоделците ќе можат да ги заштитат своите култури од некоја непогода. Мрежи за заштита од град и од сонце, современа механизација со која се загрева воздухот и се штитат насадите од нагли температурни промени. Градоби на заштита се само дел од современите механизми за заштита на земјоделските култури, но проблемот е што тие се скапи за набавка и што за различен тип непогода и потребна различна механизација. Значи, нашиот земјоделски производител, сакал или не, постепено ќе мора да ја применува таа мерка која што советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ја применуваат при секоја посета, па и до скоро време имавме такви обуки во просториите на агенцијата со примената на минималните услови на добра земјоделска пракса, која што ги опфаќа и климатските фактори и другите редица на склоп на мерки кои што треба земјоделскиот производител да внимава околу употребата на ѓубривото, количината на ѓубривата, кои се тие параметри, понатаму да внимава околу каренцата на таквите пестициди. Мерки за заштита од климатските промени предвидува и Министерството за земјоделство. Земјоделците ќе добиваат дополнително обештетување за сите региони каде што приносот ќе падне под одредена граница. Каде што приносот ќе падне за различни земјоделски култури под одредено ниво, секако дека и овој инструмент преку Европа е кој што досега не се користел, ние овозможивме веќе од оваа година да го користиме и ќе вложиме дополнителни средства како држава да го користиме. Трета мерка која што правно се разгледува во Министерството е системот воведување на сосема нов автоматизиран компјутерски центар и мапирање на сите точки во државата каде што треба да инсталираме антиградобина опрема. Веќе техничката спецификација и документација е подготвена, експертски екипи од меѓународни размери направија и лоцира 181 точки каде што треба да ги имаме овие системи. Ние внимателно се движиме во тој процес. Во последно време се почести се силните бури и невремето кое уништува голем дел од посевите на земјоделците. Еден од последните случаи беше пред само 10 денови, кога струмичките насади претрпеа големи штети од временските неприлики.